изведба на химната на Република Македонија вчера вечер започна прославата на 19 ноември, денот на ослободувањето на Тетово. На свеченоста која организираше Општинската организација на новата социјалдемократска партија на Македонија, присуствуваа голем број симпатизери на партијата, ученици и граѓани. Тие имаа несекојдневна прилика да уживаат во хорска музика и одлична изведба на монодрама посветена на печалбарскиот живот на македонците. Ќе си одиме долу во Македонија. Не сакам овде, јас сакам горе. Во горни некај мајка ми, до мајка ми. Овде не ќе може никој за овде да ми дојде леверот да ми го исти. Не ќе може никој вода да ми остави. Од овде ништо и никого нема да видам. Ќе се вратам во Македонија, затоа што Македонија ми припаѓа и мене, луѓе. Ќе се вратам за Македонија, затоа што македонецот може да изгуби се, само љубовта кон Македонија никогаш. Културно-уметничката програма беше збогатена со објавувањето на наградените ученици на претходно распишаниот конкурс за родолюбиви песни за градот Тетово на Општинската организација на НСДП. Моника Миршевска, Гоце Ефтовски и Елена Даниловска ги освоија првите 3 награди. На свеченоста присуствуваше лидерот на НСДП Тито Петковски, кој во своето обраќање кон присутните рече дека прославата на 19 ноември треба достојно да се слави во знак на благодарност на тие што своите животи ги положиле во темелите на формирањето на државата. Да ви го честитам празникот, да ви посакам многу убави, безбрижни денови во слобода, во мир, во спокојство, во благосостојба. Впрочем, тоа е смислата на животот. И мислам дека токму тоа била и основната причина што ги мотивирала луѓето кои токму на овој ден го бранеле она што е највредното или го бранил дефинитивно она што е највредното за човекот во такви услови, тоа е мирот и слободата. Председателот на Општинската организација на НСДП Љубомир Косевски истакна дека овој ден е значаен за сите, без оглед на националната припадност, затоа што придобивките од ослободувањето ги чувствуваат сите граѓани подеднакво. На овој ден не е ослободено само Тетово, туку е издвоена конечна победа над фашизмот и затоа празникот заслужува повисок пиетет. Во овој период, драги мои сограѓани, Првеница, Братишкиот дел и Тетово дадоа најголеми жртви, меѓу кои народни херои. Нашиот град никогаш нема да ги заборави нашите двајца народни херои, Ѓоце Стојчевски Андарче и Тодор Циповски Меджан. Борците од Тетово и Тетовско понатаму учествувале на многу боишта, како што се Сремскиот фронт и речиси во сите делови на Хрватска. Во тие борби загинаја 360 борци, од кои 208 албанци и 152 македонци. Присутните гости, задоволни од организацијата на прославата на денот на ослободувањето на Тетово, тврдат дека досега на ваквите датуми многу малку се обрнувало внимание. Морам да ставам забелешка дека сите ние сме виновни што овој ден го подзаборавивме, дека е голем дел не само за Тетово како ден на ослободување. Треба да се вратиме наназад годините кога почнала борбата против фашизмот, дека во Тетово е формиран и првиот комитет, кој што денеска за жал многу луѓе го наречуваат со погрешно име. Нека се размислат, препорачувам на сите тие што му ставаат такво име, комуњари. Прославата на 19 ноември, денот на ослободување на Тетово, продолжи денес од традиционално полагање цвеќе пред споменикот на револуцијата. Цвеќе положија представници од невладини и граѓански организации, арама и од политички партии. Председателот на Општинскиот одбор на Сојузот на борците Сами Исмаили се потсети како течеле подготовките за конечно ослободување на градот. И основците се приклучија на празнувањето на денот на ослободувањето на градот. Традиционално беше организирана атлетска трка на која учествуваа околу 100 ученици од градот и селата.
Во категоријата пионерки на 400 метри најбрзо до целта истрчаа Елизабета Филкова, Сонја Марковска, Жаклина Анđелковска, Ангела Ценовска и Марија Анчевска, а во категоријата пионери на 500 метри Дејан Мазневски, Стевче Лазовски, Бобан Мојсиловски, Антонио Филиповски и Бојан Исаевски. Одбележување на денот на ослободувањето на Тетово и овој пат помина без присуство на представници од локалната самоуправа. Градот денес ја имаше вообичаената раздвиженост без некоја посебна ознака дека слави.